Нов начин на пресметка за потрошената струја од страна на граѓаните, како пофер мерка, најави од Регулаторна комисија за енергетика. Ќе се преиспитува досегашниот систем поделен на блокови, бидејќи граѓаните за ист производ сега плаќаат различна цена. Мој личен став е дека треба се да се отвори и ова прашање ќе разгледаме. Ќе направиме анализа од досегашното искуство, бидејќи ова веќе неколку години е важичко. И ќе видиме со искуствата од регионот како може, дали може нешто да се направи подобро се за интерес на крајниот потрошувач. До крајот на годинава Македонија се очекува да биде енергетски независна. Од регулаторно очекуваат целокупната произведена струја да биде доволна за домашниот пазар. Но вишоците на произведена струја од обновливи извори засега не може да се продаваат во Европската унија, поради тоа што доцнеме со согласување на регулативата со унијата. Очекуваме дека ова година би требало до крај на година формално и ние да си ја завршиме домашната задача, поврзана и со сертификација и со одвојување на обновливите извори од изворите кои што се произведени од фосилни горива, за да може конечно оние сите инвеститори домашни и странски во државата да следната година станат учесници на европскиот обединет пазар, како би се надминале овие проблеми кои што сега реално ги имаат производителите, бидејќи не може да ја пласират енергијата во Европа. Од регулаторна засега не знаат дали воопшто или за колку би се зголемила цената на струјата, додека пак за парното се очекува одлука до крајот на јули. Во овој момент не знаеме дали ќе биде нешто поголема, веројатно заради инфлаторните случувања ќе се случува некакви зголемувања, меѓутоа не се очекува да биде тоа нешто драстично, бидејќи сепак газот уште еднаш потенциран не е така на пазарите флуктуиран, односно не порасна цената на газот како што е кај нафтениот дериват. Ако цената на газот не флуктира, тогаш цената на нафтата на светските берзи се менува на дневно ниво, но граѓаните треба да бидат мирни, бидејќи снабдувањето со нафта ќе остане стабилно. Според регулаторна, потрошувачката и поборувачката на нафта и нафтени деривати е минимално зголемена, а продуктоводот со Грција е искористен само околу 50%.